Со оглед на тоа дека летните одмори се во тек, убаво е да се напомене нешто повеќе околу тоа како да се подготвиме правилно за нашиот долго очекуван одмор, односно што се треба да содржи нашата патна аптека. Верувам дека сите овие совети кои што ќе ги слушнеме во продолжение од мојата денешна гостинка, доктор Анкица Станоевска, ќе бидат добродојдени за нашите гледачи. Да и посакаме добро утро. Добро утро до вашите гледачи. Убаво кажавте, пред се веќе време за одмор и нашите пациенти се припремаат и најчесто прашуваат нели што да понесат. Би кажала тука дека за жал често нели бараат антибиотик за на одмор, меѓутоа нашиот прв совет е никако антибиотик, нели освен кај оние пациенти кои што знаете и очекувате дека имаат проблеми. Меѓутоа сепак она што е основно да одморот ни биде едно пријатно доживување и да не се претвори во траума. Она што постојано треба да се носи е пред се би рекла околу тегобите, околу патувањето. Дел од нашите пациенти имаат така наречени симптоми на кинетози. Тоа се симптоми кои што се јавуваат при патувања подолги. Се подразбира вообичаено дечињата се најмногу осетливи на оваа проблематика, меѓутоа имаме и возрастни кои што во текот на целиот живот имаат проблем. При патувањето знае да се јават вртоглавици, гадење, повраќање, сосема нормално главоболка и кај овие пациенти секако се советува да неколку часа пред патувањето земат таблета која што ќе им го олесни ваквата симптоматологија. Тоа се драмина лековите кои што не треба да ги земат сите пациенти, односно не оние кои што немаат тегоби или имаат полесна симптоматологија, затоа што сепак ќе дадат поспаност како би се поминал полесно патот, би кажала. Совет до мајките да не ги прејадуваат своите дечиња при патување, значи доволна е само една рехидрација со течности, исто и таа рехидрираност да не оди со пиење на голема количина течности одеднаш, подобро во голтки и постојано, секако сместување посебно на дечињата на безбедно место во автомобилот доколку се патува со автомобил, меѓутоа нели да се внимава во однос на изложеноста на сонце, во изложеноста на климата во автомобилот, така да е, би рекла, едни безбедни услови за патување. Но она што треба да се понесе при секое патување на одмор, треба да се земе некаков антипиретик, би рекле пред се нешто околу прва помош, затоа што во секое туристичко место вообичаено има амбуланта, вообичаено нашите пациенти кога патуваат земаат и осигурувања, кои што нели секако ќе им помогнат околу доколку имаат потреби околу лекувањето. Но секако треба да се земе еден антипиретик кој што во исто време представува и добар аналгетик, па така да не мора секогаш да носите и аналгетик и антипиретик. Вообичаено веќе кажам парацетамолот е и добар аналгетик. Значи не е само симнувач на температура. Доколку се патува со дечиња, посебно би кажала електролити, тоа важи и за возрастните и пробиотици, секако носење на медицински јаглен, затоа што каде и да патувате, вие ја менувате исхраната. Се подразбира дека не секогаш во местата каде што патуваме начинот на подготовка на храна нели ги задоволува сите хигиено-диететски би рекла прописи и покрај тоа што сигурно ќе внимавате од каде купувате храна, како се храните, што внесувате, посебно мајките кон децата, но сепак доста често се случуваат незгоди во смисол на труење со храна, проливи, повраќања, така да секако носење на електролити, пробиотици и медицински јаглен ќе ја олесни оваа состојба. Нешто што понатаму би кажала, тоа се повредите кои што се случуваат вообичаено на одмори плажата. Плажата може да носи ризик од посекотини, ризик од боцнување со остри предмети, така да секогаш мора да се носи една прва помош во однос на чистење и дезинфекција на рана и некаков ластер или завој кој што ќе овозможи заштита на раната. Нешто што исто така би напоменала, вообичаено одењето на плажа носи и ризик од каснување, посебно еве нашите пациенти кои што одат во Грција, тоа се каснувања нели од медузи и тука треба да се знае дека пред се местото
на каснувањето со медузата треба да се исплакне со солена вода, никако со чиста вода, да се отстранат пипките во кои што се наоѓа отровот од медузата, како не би предизвикал реакција. Вообичаено овие медузи кои што се наоѓаат во плиткото не се толку отровни и не предизвикуваат некоја драматична симптоматологија, но сепак треба да се внимава кај пациентите кај кои што може да дојде до алергија. Тука би напоменала и каснување од инсекти, што значи нашите пациенти да си носат секогаш заштита, посебно од комарци, би кажала, и нешто што е многу важно, тоа е заштита од опекотините кои што може да не ги нанесе сонцето, пред се да внимаваме да не дојде до опекотини, значи користење на средства со висок фактор на заштита, посебно кај малите дечиња. Препорака малите деца сепак да не се изложуваат на сонце, сончањето да биде до 10 часот и после 17, но вообичаено во овој период се оди на плажа, нели токму кога не треба да се сончаме, и затоа една добра заштита со висок фактор би допринела да не дојде до опекотини. А ако веќе дојде, тогаш користење на креми кои што ќе можат да рехидрираат кожата, да ја заштитат кожата од таа опекотина и секако една, би рекла, рехидрација на организмот со пиење на многу течности. Нешто што посебно би нагласила и што е посебно опасно, тоа е сончаницата и топлотниот удар. Секако превенција да не дојде до ова, значи не голема изложеност на сонце, исто така не голема изложеност на јак извор на топлина, тоа се вообичаено за греаните автомобили, значи никако да не се влегува во колата пред да се изветрае колата, да се отворат прозорите и дури потоа да се влезе, затоа што и мала краткотрајна изложеност на висока топлина може да доведе до топлотен удар. Така да би рекла, она што можеме да го превенираме, сепак да не го лечиме, но ако веќе дојде, секако не е неопходна првата помош. Многу во оваа сесија објаснивте за тоа на што треба да внимаваме кога патуваме. Пред самиот крај кратко сакам да слушнеме кои се пак здравствените придобивки од одењето на одмор, односно од одењето на море. Она што цела година го посакуваме и го чекаме се нели летните одмори, а тоа е затоа што и сите ние сме приметиле дека после долгата работна година едноставно ви е потребен одмор, оддалечување од работните обврски, секако изложеност на чист воздух, за разлика од ова наше Скопје кое што стана меѓу најзагадените градови, така да одморот делува и психички и физички на една регенерација на организмот, па дури и мали, би рекла, викенди од 3 до 4 дена исто така допринесуваат за да психички се релаксирате и се одморите, со самото тоа и да бидете подобро работоспособни. Ви благодарам многу за одвоеното време и за сите овие совети. Благодарам и на Телма.